Децата имаат право на љубовта, на сакање, на образование. Децата имаат право на игра. Децата има право на семејство. Децата имаат право да одат на училишта. Децата имаат право да играат. Оваа недела е посветена на децата и минува во знакот на нивните права, но и должности кои ги имаат. Неделата на детето со различни активности се одбележува во тетовските градинки. Во објектот Стара градинка денес беа приредени спортски игри за децата кои престојуваат во него. Неделата на детето се одбележува првата недела од октомври. Детската градинка Младост секоја година по тој повод организира различни настани. Првата недела во октомври ни е неделата на детето, каде што воспитувачите ги учат децата, им ги кажуваат нивните права. За таа недела спремаат разни игри, разни дружења меѓу себе. Исто така цртаат, бојадисуваат во плочките, во влезот на градинките, да им ги кажат на родителите дека веќе децата све знаат. Со цел подобрување на условите за престој на децата во градинките, во текот на овие 2 години, целосно беа реновирани внатрешните простории на 3 објекти. Па да речеме дека градинката има обврска на помали реновирања или на одржување на зградите, но од нашето да не се фалимо како екипа или како комплет градинка со вработени, не само директорот, значи оваа година и ланската година имавме поголеми реновирања, а тоа е све од домаќинско водење на градинката, бидејќи све е ова направено од сопствени средства и дел од средства од буџетот на градинката. Па минатата година, знаете, се реновираше комплетно тетекс градинката, каде што можевте да видите дека се реновираа и ѕидовите, и канализација, водовод, се опремија, секоја занимална да има своите вециња, потоа со ламинат, плочке, све беше сменето. Значи, комплетно нова градинка, ама само внатрешно. Тоа истото го продолживме годинава со старата градинка и со поток. Значи, истите работи. Комплетно реновирање, внатрешно реновирање. Зошо си иде на комплетно внатрешно реновирање? Тоа е све поради тоа што сакаме децата да имат добри услови каде што престојуваат. Иначе, за наредната година, во 2020 имаме предвидено и спортски центар да се реновира, а потоа и надворешно фасадирање, изолација на објектите и све друго. Во Конвенцијата за правата на децата на Обединетите нации се истакнува дека детето треба да расте во семејна средина, во атмосфера на љубов и разбирање, за полесен и усогласен развој на личноста. Треба да биде подготвено самостојно да живее и да биде воспитано во духот на мирот, достоинството, толеранцијата, слободата, рамноправноста и солидарноста. Децата имаат право